Се враќаме назад во студиото. Како што ви ветив, следува на крај уште еден разговор ова утро. Музички разговор. Ке пееме и овде во живо и ке слушнете еден интересен спот и песна, односно ке направиме промоција на спотот и на песната "Биди тука" од нашиот утрински гостин Владко Илјачев, познат како Валдера. Владко, добро утро. Добро утро. Срекна ти нова 2025 година. Многу ти благодарам што ова утро стана рано и си кај нас овде во студио, во телевизијата од порано. И си пееше и си вежбаше, односно се го распеуваше гласот, за да сега бидеш подготвен за една нова песна, ама песната ќе ја слушнат гледачите во текот на разговорот. Ти благодарам што си ова утро заедно со нас. Веруваш ли во она како ќе ти почне денес денот, како ќе ти биде денес денот, таква ќе биде целата година? Бидејќи денеска е светињат и такви се верувањата и обичаите. Тоа значи дека ќе ти биде целата година еве вака по телевизиски настапи со песна, со музика. Дај Боже, еве вака ја отвараме новата година. Пред се благодарам многу на поканата. Срекна нова година до телевизија Алфа и до сите вработени. Срекна нова година ќе посакам и на сите гледачи низ цела Македонија да сте живи и здрави и срекни. Другото ќе си дојде само по себе. Да, тоа го кажа и гледачите. Здравие прво и среќа, а друго се ќе си дојде. Со музиката се занимаваш од поодамна. Сакам да те прашам за почеток, какви се твоите почетоци и од каде кај те љубовта кон музиката? Па, искрениот и директен одговор би бил, татко ми е професор по музика, така да музиката сум ја Има негово влијание, претпоставувам. Да, сум ја наследил музиката од татко ми и се занимавам со музика од мали нозе. Љубовта кон музиката дојде преку него. И сега тоа е моја професија, професионален музичар сум, пејач, композитор, аранжер, текстописец, да, и си живеам од музика и се надевам дека годинава ќе биде уште поуспешна од минатата, да, и доста успешна година беше за мене 2024. Каков тип на музика преферираш? Што е она што свириш на твоите настапи? Тоа е поп музика или народно? Поп, рок, најчесто, да. На моите настапи најчесто пеам популарни песни кои што се хитови на Балканот, старите екс-југословенски времиња, обично луѓето најубаво реагираат на тоа. Меѓутоа ги пеам нормално и моите песни. Нормално се пее и странско. Сето оно што го бара публиката, така. Да. Сега, успешна, плодна година е веќе за тебе. Како што кажа, многу настапи. Имаш и учествувано односно добиено и награди. Еве сам ки си кажеш за некои од настапите кои што сакаш да ги издвоиш во изминатава година и наградите кои што ги имаш добиено. Минатата година не успеав да настапам на фестивал или да добиам награда, меѓутоа затоа пак ја издадов албум, извадив 3 спота за кои што сум доста горд. Во минатото поеше настапав, мислам кога бев помал, во моите 20-ти некаде, настапував во Бугарија, ја представував Македонија на интернационален фестивал, таму добив награда за најдобар сценски настап. Меѓутоа, ако сум искрен, минатата година, 2024, ако размислам вака убаво, ми беше една од најпродуктивните години, бидејќи извадив албум, 3 спота, доста луѓе ми пишаа, го нарачаа мојот албум, извадив некој продукт кој што е прв во Македонија, го немало до сега во смисла носач на звук. Албумот е ставен на USB, брендирано со моето име. Доста успешна година и оформив бенд, сега свирам и пеам низ цела Македонија. Еве на 11 сум во Гостивар, повелете. Каде?
Во Гостивар. Широк поим? Да, во Гостивар мислам дека се викаше, не ми текна се искрено на името на барот, треба да проверам пошто на Инстаграм е. Меѓутоа ми пиша од Секој Гостивар. кој што сака да те контактира, како да те најде? Обично луѓето ме наоѓаат на Инстаграм или на Фејсбук и ќе ми пишат: Владче, многу ми се допаѓа музиката твоја, би сакал да нарачам албум. И тоа ќе го добиваат на адреса, буквално. Им го праќам на адреса. Владко, работиш само за себе? Да. Или досега имаш соработка со останатите пејачи? Компонираш за некој друг? Сега за сега не. Имам соработка со, тоест ексклузивна вест. Наскоро ќе излезе песна која што е правена од Ерик Фокс, македонскиот диџеј, кој што на времето беше доста добар другар со Тоше. И сега ќе излезе песната, веќе при финалните, подготов кисме, ќе излезе некаде за некоја недела. Се вика песната Ми требаш ти. И многу ќе ви се допадне, онака некако во мој стил е. Онака поп-рок би кажал песна. Благодарност голема до Кирил. Кирил му е неговото вистинско име, меѓутоа неговото уметничко име е Ерик Фокс, кој што ја напиша музиката, јас се погрижив за текстот, исто и за самата мелодија на пеењето, додека тој беше задолжен за аранжманот. Ке зборуваме за албумот. Албумот е овде. Јас ќе го покажам малку подоцна, бидејќи во сосема друг формат од досеја како сме навикнати. Не е CD, не е касета, нели? Туку е нешто сосема ново и модерно. Ама сега би сакала да не ги држиме гледачите во неизвестност. Сакаш да промовираш една песна која што ексклузивно ќе ја промовираш овде во телевизија Алфа. Никој досега ја нема слушнато. Нити по радија, ни по телевизија. Мене многу голема чест и кејф ми е за тоа што токму утринската програма на Алфа телевизија Добро утро секој утро ја одбра ти како место каде што ќе ја промовираш оваа песна, и ова е впрочем една твоја порака, една твоја честитка до сите македонци кои што живеат во Македонија, така ли? Да, ова е еден мој начин да ви посакам среќна нова година и многу успешна година и многу среќна, и да ви се остварат сите желби. И песната се вика Име ти е Македонија и ја напишав пред една недела, па би сакал онака да биде моја честитка за цела Македонија. Да. Сега ќе биде во живо на гитара, меѓутоа ќе следи за песната, ќе следи, предпоставувам, и видеозапис, така? Апсолутно, да. Значи ќе излезе и студиската верзија, ќе се прави и спот за оваа песна, меѓутоа вака од прва рака може да слушнете. Јас малку слушнав и кажав дека е одлично. Може да слушнете во живо и да сватите за што станува збор. Повели. Векови ми се потребни, тебе да те опишам, земјо убава, име ти е Македонија, таму кај што изгрева сонце топлина. О, запеј ти, земјо мила, вечна си, ти си била секогаш моја радост, мојот дом. Од Охрида се до Триглав песни да се пеат силно за тебе и за твоите полиња. Битола, па и струмица, твојата историја не се менува. Патувам кон Гевгелија,
таму кај што израснав, да си живеам. О, запеј ти, земјо мила, вечна си, ти си била секогаш. Моја радост, мојот дом, од Охрида се до Триглав песни да се пеат силно за тебе и за твоите полиња. О, запеј ти, земјо мила, вечна си, ти си била секогаш. Моја радост, мојот дом, од Охрида се до Триглав песни да се пеат силно за тебе и за твоите полиња. Да си ми жива и здрава, Македонија. Еве, аплауз од мене и од нашиот колега Деко. Преубава песна, слушнав малку кога седнавме овде додека пееше, навистина јас мислам дека ова ќе биде хит, голем хит, убав текст, одлична музика, се си е на место. Многу ми е кеј вака кога ќе ни гостуваат млади луѓе и кои што си ја сакаат татковината, да кажам вака патриотски настроени кон својата земја. Би сакала многу од младите да земат пример еве вака од тебе, навистина убава песна. Неколку пати го спомена албумот. И сега јас ќе го покажам. Ова за мене ми беше за прв пат, мислам, чудно ми е, затоа што обично кога ќе каже некој албум, нели тоа е обично како CD или така како касета, тоа веќе е од мое време. Ова сега изгледа Валдера, значи ова е албумот кој што се вика Уживам, така? Токму така. И ова е подарок за нашата телевизија. Еве, вака изгледа албумот, ама тоа не е се. Јас сега малце ќе отворам внатре. Значи, албумот е на ова е, како се вика, USB стик, да. USB стик и ова се слуша на компјутер, така? На компјутер, најчесто во автомобил. Аха, така, добро. И има внатре, се си има како регуларен албум, така? Токму си има ова, како го кажувате вие, омот, така? Омот на самиот албум. Еве, си пишува Валдера, албумот Уживам. И да видиме внатре што има уште едно, еве вака, ова се, предпоставувам, песните. Еве, ова е за прв пат јас нешто што гледам, а верувам дека и вие. Владко ми кажа дека ова е нешто единствено во Македонија вака? Или меѓу ретките што имаат вака, што издаваат албум? Сакав да направам нешто оригинално и никој до сега не извадил албум на USB, онака брендирано, и може да си го чувате како кутивче. Еве, јас ќе се потпишам за вашата телевизија, еве, официјално, како новогодишен подарок ќе му дојде ова. Повелете. Ти благодарам од срце. И со здравје да си го слушате. Да, ќе си слушаме, верувам дека ќе си слушаме. Само да го средам ова вака, навистина интересно, иновативно и можеби иднината е во ова. Нели вака да излегуваат сега албумите? Се надевам. Додуша, повеќето луѓе слушаат музика на интернет, YouTube, знам дека тоа е многу популарно. Меѓутоа, ова е албум кој што, ако го купите овој албум од мене, со самото тоа ја поддржувате македонската музика, ме поддржувате мене како артист. Не дека јас ќе станам милионер од албумот во Македонија, меѓутоа ова е мојата душа овде. Сега секој кој што ќе го нарача албумот го добива ова. Така? Токму така, да, го нарачуваат обично на Facebook или на Instagram, ќе ми пишат на Facebook сум Владко Илјачев Валдера, на Instagram сум Валдера Official, Валдера. Само пишете Валдера на Instagram и ќе излезе во пребарувањето, ќе ме најдете, ќе ми пишете здраво Владче. Што значи Валдера? Има некоја значење? Валдера е моето уметничко име. Има значење, да. Меѓутоа ќе го откриам во иднина кога ќе дојде време за тоа, бидејќи мене стварно голема желба ми е да ја представам Македонија на Евровизија, па си мислев, чекај сега, кога ќе дојде денот
а се надевам дека ќе дојде. Ќе те прача. Кога ќе треба да се представи моето име на Евровизија, Владко Илјачев е малце тешко да Тешко се за изговор. изговори, Поготово па през си името. викам, јас да си смислам и уметничко име најубаво. И Валдера беше првото име што ми текна, а тоа е поради има врска со мојот професор од Америка по пење. Ама ќе откриеме за тоа малку. Латко, јас ти постакувам оваа година, еве, зошто да не ја представуваш Македонија на Евровизија, ако воопшто одиме на Евровизија, ама слушнав дека можеби оваа година ќе се вратиме. Имаш се што треба да поседува еден млад артист сега поново, нели така ги викате вие. Имаш и стас, и одлична гардероба, и имидж, глас исто прекрасен, композитор, пеач, спотовите сам си ги режираш за песните. Ќе зборуваме малку подоцна за спотот. Сега сакам да те прашам, кој ти е идол? Од каде ја црпиш инспирацијата? Имаш ли некој музичар кој што ти е вака репер, кој што сакаш да бидеш? Тешко. Посетуваш ли концерти приватно, иако посетуваш на кои групи? Посетувам, искрено да, многу тешко прашање бидејќи ако тргнам сега да ги набројувам сите, ќе ни треба малку повеќе време. Меѓутоа ако морам да издвојам, доста го почитувам Принц. Принц, значи американска легенда е тој. Начинот на кој што работи, истражувам, го гледам како некој онака рол модел што велат. А и свири гитара? Да, исто и свири Свиреше, гитара, и да. тоа свири гитара е understatement буквално, бидејќи тој не свири, тоа е веќе next level. Исто така доста го почитувам и го сакам Майкл Джексон. Има еден бенд од Швајцарија кој што многу го сакам, се вика Готхард, и пејачот на Готхард ми е веројатно омилениот пејач. Стив Ли се вика. Дейвид Ковердейл, Тоше е нормално нашиот Тоше. Не може да не се спомне Тоше, да, едноставно. Исто така доста го почитувам и Тони Цетински, Владо Ѓоргиев го почитувам доста. Гледате голем микс, Да. значи и од балканот, Различен жанрови и на од музика, светот, да. да, апсолутно. И од Шведска има бенд кој што многу го почитувам, Europe се вика. Да. Кој не Од го знае? постарата It's the генерација. final countdown. Песната, значи, доста ги почитувам и нив. Многу артисти се. Многу артисти, од сите учам, од сите гледам да нешто не да украдам, туку Да го земеш најдоброто од нив, така? да видам што е тоа што тие го направиле и функционирало, ама морам да бидам и автентичен. Свој, тачно. Нема поголема грешка во животот од тоа да се обидуваш да бидеш некој друг. Јас сакам да сум си јас и сакам да сум си автентичен и да сум си искрен и сакам мене публиката да ме сака или да ме мрази за тоа што сум. Така. Не сваѓате. Сега сакам да позборуваме за албумот, колку песни има во албумот и биди тука песната полека да си ја најавуваме. Так. Бидејќи ќе го видат гледачите и спотот. Албумот Уживам, колку песни има? Албумот има 13 песни, 10... Сите се твои? Сите се мои, освен една. Една песна која што не е моја е на Бобан Василевски, меѓутоа останатите се мои. 10 песни македонски има албумот, една српска или српско-хрватска, онака, пошто пишувам на 3 јазици јас песни, и 2 се англиски. Значи, малце микс е самиот албум. Нема само македонски песни, туку има еве и една српска, 2 англиски. Ама се твои. Така. Да, освен една, да, сите се мои. Спотовите исто ги работиш сам? Да, спотовите ги организирам јас сум режисер, јас сум монтажер, јас сум Стилист? Предпоставувам, или тука некој ти помага? Стилист сум си сам за себе, за останатите не. Меѓутоа имам таа среќа да работам со доста талентирани луѓе кои што еве ќе видите сега 2 девојки, феноменални танчарки, кои што се во самиот спот. Каде е сниман спотот локацијски? Јас видов нешто. Да, спотот Да е сниман низ урбаните улици на Скопје. Да, јас многу ги сакам
улиците на Скопје посебно има некои делови кои што вака многу ми се свиѓаат графитите. Да. Па често Па знам сакам и да таму кажам, да ама си чекав. снимам, да. Често знам таму да си снимам, исто така снимавме на уште една локација во Public Room. Снимавме, доста ми помогна и Public Room, еве една огромна благодарност и до нив. И да, спотот е, песната е онака денс поп, би рекол со малку фанк и може да си денсате, да играте на неа, забавна песна е и мислам дека ќе им се допадне доста на гледачите бидејќи е спот кој што е со кореографија. И јас играм заедно со девојките. И тоа е твое, кореографијата, или тука некој помага веќе? Не, кореографијата ја смислувавме заедно, повеќе девојките да ми помогнаа со тоа. Девојките навистина беа професионални, Ивана и Теодора се викаат, голем поздрав до нив. Да, смисливме кореографија и сето тоа го фативме на камера за ваше задоволство. Да. Епа, еве, колегите од режија ми кажуваа дека веќе треба да привршуваме со разговорот. Јас ти посакувам многу успешна 2025 година, многу повеќе од минатава, да се продава албумот, да излезе и нов албум, уште некој спот, зошто да не од овие песни, ама и оваа песна со нетрпение чекаме да излезе студиската продукција, претпоставувам, и секако видеозаписот. Ке уживаат нашите гледачи сега со Биди тука. Токму така. Ви благодарам многу и на вас. Ви благодарам што ме поддржувате како артист и ви благодарам што ја поддржувате македонската музика. Секогаш сме тука да поддржуваме вака млади и надежни деца, наши македонци кои што ја промовираат македонската музика.